зголемена цената на електричната енергија. Ви имате контакти со населението кое има финансиски проблеми, да не речеме сиромашно. Како се снаоѓаат сеќето? Само момент. Може? Да. С оглед на тоа што на втората конференција на сиромашни социјално исклучени организирана од Македонска платформа против сиромаштие имаме повеќе од една. А исто така и на Генералното собрание оваа година имавме зголемување од 20 членки, значи во моментот сме 69 членки. Ни кажува дека се поголем е бројот на граѓани кои што живеат во сиромаштие, кои што се чувствуваат социјално исклучени и се повеќе се мобилизираат од остварување на нивните права преку поднесување на одредени барања до Сдруженијата на граѓани како натаму и до владата. Оно што го сеќаваме на тебе, околу 69 организации, бројуваме на сите, е се поголема и поголема сиромаштие. Се поголема материјална депривација на некој начин. Така како ако граѓаните си обезбедува одреден минимален приход на пазарот на сивата економија, поради тоа што не може да се вклучат на регуларната економија, а сега и тој процент на лица активни на пазарот на сивата економија се намалува. Со зголемувањето на струјата уште повеќе допринесуваме да тие граѓани не може да се ги подмират ниту основните намирници за храна, ниту за себе, ниту за своите деца. Најстрашно е што воведуваме задолжително образование кое да е бесплатно, истото тоа не е бесплатно, што мора да обезбедат услови за училиште, а ние не зголемуваме струјата. Во Македонија ја зголемуваме струјата, а паралелно воведуваме мерка за намалување на енергетска сиромаштија по улогата на Европска унија. Така тие бара, заради тоа што тоа е нив тренд да се намалува енергетската сиромаштија, да и во Македонија преземеме такви мерки. Министерството на труд навистина превзема таква мерка и им дава 700 денари месечно на примателите на социјална помош за енергија да ги трошат, дали се дрва и огрев, дали за струја ќе платат. Дали е тоа доволно за кажа? Колку дена со 700 денари ние ќе користиме струја? И колку дена ќе се грееме со 700 денари? Се една недела во текот на месецот. Што со останатиот дел од сметката? Дали со 2000 денари социјална помош ќе можеме да ги покриеме остатокот делови од таа сметка или останатите сметки? Значи, би било многу важно да се напомене дека сите сервиси кои што се нудат и сите основни режиски трошоци кои што треба да се ги платат граѓаните, посебно сиромашните, или да бидат намалени или да има посебни програми кои што ќе го намалат ударот кој што се случува сега. Исто да се напомене, Македонија нема 30% сиромашни. Македонија има многу повеќе сиромашни од тоа кој што не го прикажува Заводот за статистика, поради тоа што индикаторите кои што тие ги мерат се навистина оние минимални критериуми и минимални приходи кои што ги има населението. Ако зборуваме за квалитет на живот, како што зборува Европската комисија, Европската унија, значи за јадење на место, за одење на одмор, за поседување на електрични апарати, тогаш Македонија иде со минимум на 50% сиромашни, тоа го покажуваат одредени истражувања на Обединетите нации. Зголемувањето на цената на струјата, ве излезе информација дека Оштрански направиле анализи на одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и утврдено е дека тие при изготвувањето на таа одлука до крај не го почитувале закони, постојните закони. Па во тој контекст сакам и вас да ве прашам, луѓето кои имате контакт со социјално загрозени групи, кои имаат екзистенцијални проблеми, не можат да функционираат економски нормално. Ево, поставен контекст спремувањето на цената на струјата, како се одразува врз луѓето кои се во економски ризи, како они се снаоѓаат? Нели поскапувањето на струјата или константно поскапување дали на струјата парно или на активните дебати. Сметаме дека и текако се одрижува така тежок живот на најсиромашните и најсоцијално загрозените лица. И сметаме дека тој приход кој што го имаат веќе не може да им стигне да ги платат на основните намирници на струја парно и парно, така да сметам дека не е како влие врз нив и Македонската платформа против сиромаштие кој што е на 60 невладени организации од септември месец и собранието извршено до своји самото
и поддршката на граѓанската иницијатива Аман. Сметаме дека се тоа барања пошто нема Аман се легитимни и издржани со тоа што само да постапуваме него што кажав и како се коси со нашата визија, мисија и цели, бидејќи ние сме тука создадени со една единствена цел да им помогнеме на сиромашните и социјалните исклучени. Ние даваме поддршката со тоа што сметаме дека на овој начин можеби ќе директните актери на креирање на политиките односно намалување на цените би можеле да придонесат како да се намалат оние структури што ги бара Аман, да речеме на ниво на 2008 година, но сметам дека ќе може да се постигне многу во контекст на подобрување барем на животот. Можеби овие сиромашни и социјално исклучени лица не може да се ги подмерат овие трошоци, меѓутоа никој не се директно да разговара со нив и да праша што е оно што им недостасува и дали они фактички може да имаат подобар и поквалитетен живот. Бидејќи знаеме дека со сиромаштијата и социјалната исклученост е како се намалува стандардот на живот и ние сме исклучени од секојдневностите, не можеме она да го дадеме како да ги платиме најосновните намирници, камо ли да можеме да конкурираме на пазарот на трудот. Сметам дека македонската платформа против сиромаштија и граѓанската иницијатива Аман и стотини граѓани кои што сака да дадат својата поддршка и сака да го кажат гласот против константните поскапувања и така како би требало да излезат на овие протести и институциите на властите да видат дека стварно на македонскиот народ не е дојдено преку глава од сите овие поскапувања и дека единствено само преку протести и искажување на оно што сакаме да го кажеме со на овие протести би допреле на вистински до ушите на оние кои што седат во фотилите и би требало да преземат нешто за народот во Република Македонија.